Со давањето пасоши на луѓе како Онишченко, Македонија ризикува повторно да ја биде вратен визниот режим. Ова предупредување не стои на 22-та страна од извештајот на Европската комисија. Комисијата смета дека доколку се процени дека спроведувањето на овој закон представува зголемен ризик за внатрешната безбедност и јавната политика на земјите членки, безвизниот режим може да биде суспендиран. Сепак овие предупредувања од Европската комисија како да не ги видела македонската власт, иако во извештајот пишува едно, Бујар Османи вели друго, немало шанси да не бидат вратени визите. Нема никаква закана за повлекување на либералниот визен режим кој што го имаме сега, туку одиме кон ослободување дополнително во односите со Европската унија. Во овој извештај имаше и една грешка во однос на уведување визи за други земји, каде прво беше запишано и Косово за подоцна да биде тргнато. Османи категорично ни порача дека нема шанси да биде воведена виза за официјална Приштина, а европејците си ја поправиле својата грешка. Нема потреба ни пасоши за движење, а целта е на крај целосно овој регион да влезе во рамки на слободното движење на граѓани. Така да увиден е тој пропуст од страна на Европската комисија, ќе биде коригиран. Република Северна Македонија нема да стави визи на Косово, затоа што нема потреба за тоа. Напротив, работиме на one-stop shop, работиме на целосно елиминирање на границите. Заканата за можно укинување на безвизниот режим за Македонија доаѓа во момент кога актуелен е скандалот со државјанството на украинскиот олигарх Олександар Онишченко, а се уште паметиме на патните исправи со туѓ идентитет кои ги добија светски барани криминалци.